Во саботата се одиграа надпреварите од 8-то коло во првенството на втората лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово како домакини на средбата со Велешки Борец 1919 останаа без бодови. Велешани беа поупорни и поефикасни и на крајот славеа победа од 2:1. Со поразот, жолтосините ја продолжуваат лошата серија со 4 надпревари без победа, од кои дури 3 се на домашен терен. Дека средбата со Велешани ќе биде тежок предизвик за нашиот второлигаш се види уште во првото полувреме, откако гостите покажаа дека не допатувале за да се бранат. Таквата стратегија им донесе успех и во 24-та минута со голот на Ристовски дојде во водство од 1:0. Наместо опоравување од шокот, домашните фудбалери продолжија со дефанзивата, па 10 минути подоцна гостинскиот тим имаше уште една 100% шанса за погодок, што не ја искористи Ѓоргиевски, откако домашниот голман Лазаров интервенираше ефикасно. Во второто полувреме односот на силите на теренот малку се измени во корист на домашните фудбалери и тие уште во почетните минути тргнаа во напад, па во 53-та минута со голот на Ѓоргиевски од слободен удар Осогово го изедначи резултатот. Иако присутните на стадионот Никола Мантов очекуваа пресврат на резултатот, со оглед на шансите што ги имаа жолтосините, сепак до тоа не дојде. Нереализираната шанса во која домашните имаа 4 играчи против осамениот гостински голман ги чинеше скапо, откако во 74-та минута екипата на Борец дојде во водство од 2:1. Голот го постигна Пановски по еден школски одигран напад со неговиот соиграч Велјановски. Со поразот, Осогово останува на досегашните 7 бода и заглави на последната позиција. Ист број бодови има и Каменица Саса, но поради подобрата гол разлика е едно место погоре. Во следното 9-то коло што ќе се игра в сабота, нашиот второлигаш ќе гостува во Штип против второпласираната Брегалница 2008.